Најпрво ни јас да ве поздравам сите и да кажам дека ми е навистина задоволство што сум денеска тука. Мислам дека ово истражување кое што е направено е исклучително важно. Впрочем, секој исчекор кој што оди во правец на тоа да работиме на подигнување на нивото на медиумска писменост во Република Македонија е исклучително важен и целиот тој процес ниту може, ниту треба да го води само една институција, значи тука воопшто и не треба да има монопол, туку е потребно да има соработка, е потребно да има координација меѓу сите заинтересирани страни и субјекти, затоа што на тој начин, само соработувајќи и надополнувајќи се едни со други, ќе можеме да постигнеме вистински резултати. Сега по новинарски принцип, јас ќе почнам со она што е најново, потоа ќе се навратам и на постарите работи. Најновото е дека во тек, или да речем во завршна фаза е јавната набавка, втората ќе потенцирам јавна набавка за обезбедување агенција која што ќе го изработи истражувањето на нивото на медиумска писменост кај возрастната популација во Република Македонија. Нема да навлегувам сега во детали, јавните набавки си имаат своји принципи и процедури, јас стварно не би сакала нешто од тоа да прекршам, но во секој случај она на што се надеваме искрено е дека овој пат истражувањето ќе биде изработено и дека некаде кон крајот на декември ние ќе ве собереме од агенцијата на еден ваков собир на кој што ќе ги презентираме резултатите од истражувањето и потоа нормално ќе ги објавиме на нашата веб страница во посебниот дел за медиумска писменост кој што постои веќе од 2014 година, односно од времето кога со влегувањето во сила на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, агенцијата и доби надлежност да работи на поттикнување на медиумската писменост. И сега зошто го потенцирав таа втора јавна набавка, се надевам дека овој пат ќе биде сработено, затоа што прв пат комплетирана јавна набавка имавме во 2014 година, кога беше избрана институција која што требаше да го спроведе истражувањето, која на почетокот почна сериозно да си ја работи работата, значи имавме континуирана комуникација, ги исполнија сите критериуми кои што ние ги побаравме, затоа што тогаш фактички побаравме две истражувања, едното за возрастната популација, другото за нивото на медиумска писменост кај децата. И за да може да се спроведе ова второво, сметавме дека е неопходно во истражувачкиот тим да има и личност експерт кој што има работено, кој што има соодветно образование, има работено досега на истражувања со деца, за да може и на крај податоците, информациите кои што ќе се добијат соодветно да бидат обработени и да се дојде до вистинските заклучоци. И значи соработката течеше во ред се до моментот кога ние мислевме дека се спроведува истражувањето на терен, а откако измина периодот во кој што требаше да се направи истражувањето, не добивме ништо. После искористувањето на сите можни правни, легални постапки, процедури што ни беа на располагање, завршивме на суд, со тоа што ја тужевме таа институција, ја добивме на суд. Мала сатисфакција затоа што она што нам всушност ни беше потребно беше истражувањето, ни беа потребни резултатите. Имено тоа истражување ние го предвидовме како агенција уште во некаде 2012 година, кога за прв пат, како што и во само во истражување што денеска се промовира е наведено, значи работевме на актуелната стратегија за развој на радиодифузната дејност во Република Македонија, во која што за прв пат се потрудивме на едно место да ги собереме информациите за она што беше дотогаш направено на полето на медиумската писменост и да посочиме што е тоа што би требало понатаму да се прави. Значи, една од мерките беше и да се направи вакво истражување и ние сметавме дека ќе го добиеме со повреме тоа истражување за да можеме да го искористиме понатаму и во подготовката на програмата за развој на медиумската, односно поттикнување на медиумската писменост во Македонија. Значи, тоа е тоа што се случи, да се надеваме сега, бидејќи на сите, и нам како агенција, и на стручната јавност, но и на пошироката јавност ни е потребно тоа истражување за да можеме сите да видиме каде сме во моментов и каде од сега, во кој правец и што е она на што треба да се концентрираме. Толку за истражувањето. На што друго работиме? Значи, во 2014 година ја имавме среќата да имаме во моментот и ИПА проект, финансиран од Европската Унија за зајакнување на административните капацитети на регулаторните тела во сферата на телекомуникациите и медиумите. Долго има, ама со многу ефикасни резултати. На полето на медиумската писменост, значи, со помош на домашна експертка, доктор Снежана Трпевска, беа изработени прашалниците за двете истражувања на нивото на медиумска писменост и таа работеше на тоа поле во консултација со господинот Паоло Челот. Тоа е генералниот секретар на асоциација која што се вика ЕАВИ, Европска асоциација за интересите на гледачите. Зошто ова го спомнувам? Затоа што тоа е она
институција, она организација која што всушност работеше на истражувањата на нивото на медиумската писменост за Европската комисија. Значи, точно она што ни требаше и она што во моментот беше најбитно и да речеме личноста која што беше една од најупатените. Господинот Павло Челот ни помогна и да ја изработиме оваа програма за развој на медиумската писменост, која што беше усвоена во текот на 2015 година и која што во себе има 3 плана на действување, така е поставена. Едниот е планот на подигнување на нивото на медиумска писменост, другиот е планот на координација и комуникација, а третиот е планот на следење на трендовите во сферата на медиумската писменост и изработување и истражување. Сега на полето на планот на подигнување на нивото на свеста, одевме досега, одиме во 2 правци. Едното е одржување работилници и конференции на кои што работиме на тоа пред се кај заинтересираните субјекти да дискутираме со нив и да некако се поврземе и координираме за тоа што е медиумска писменост и што да правиме. Значи, најпрвото нешто што го направивме беше работилница за нас внатре во агенцијата, за нас во стручната служба, за членовите на советот и ги повикавме и националните телевизии на таа работилница. Дојде од кај нив само еден представник и во моментов е тука. Значи, си ја следи темата во континуитет. Од тука натаму следниот собир кој што го организиравме беше да ги повикаме сите и институции од јавниот сектор, значи представници од Министерството, од Бирото за развој на образованието, од образовните институции, од граѓанските организации и тука уште еднаш што отвори прашањето што е медиумска писменост, кажавме што сме направиле до тој момент и го отворивме подиумот, така да се изразам за сите оние кои што беа присутни, да кажат што до тогаш имаат направено, ама во една дискусија, во една комуникација во која што сите дознавме по нешто. Од тука третата после неколку месеци конференција која што на исто место ги поврза како теми и медиумската писменост, и прашањето на родот во медиумите, и прашањето на младите во медиумите, затоа што констатиравме и ние како агенција дека имаме различни истражувања и различни правци во кои што функционираме, а кои што сите меѓусебно се допираат во полето на медиумската писменост. Значи, тогаш веќе е многу по-конкретно, освен што се презентира до тогашната работа или на програмата за поттикнување медиумската писменост, ги повикавме и им овозможивме преку своји презентации она што до тогаш го направиле да го представат пред јавноста и Високата школа за новинарство и односи со јавноста, и Бирото за развој на образованието, и Дирекцијата за заштита на личните податоци и Метаморфозис. Значи, од почетокот, позицијата на агенцијата е дека не само затоа што така пишува во законот, туку затоа што тој единствениот сметаме вистински начин да се действува, дека треба сите сектори истовремено да работиме и да соработуваме. Од тука натака, значи, се изработи предлог програмата за развој на медиумска писменост, се усвои, имаше јавна расправа на која не добивме мислење и ставови од никого, на крај се усвои програмата. И ние продолживме да работиме на полето на подигнување на свеста, на планот на подигнувањето на свеста кај јавноста, сега обраќајќи се до пошироката јавност, првин со прилагодување на македонски јазик на еден од спотовите на ЕАВИ за авантурата во медиумската писменост на ликот кој што тие го викаат Джек, а ние го преведовме како Јове, и тука сме многу благодарни на Антена 5 радио кој што навистина ја препозна можноста да придонесат на некаков начин за медиумската писменост, па ги позајмија своите гласови за да се изработи овој спот, и тој се емитуваше во текот на минатата година, беше испратен до телевизиите како форма на бесплатно емитување, значи како една јавна кампања. Понатаму, свесни дека постои софтвер за родителска контрола на македонски јазик, кој што е достапен онлайн, сурфај безбедно, но кој што е на некој начин подзаборавен. Си седовме за задача да го свртиме одново вниманието кон него, па овој пат стапувајќи во комуникација со германска организација ClickSafe.de, го преземавме нивниот спот, го преведовме, тој е Каде е Клаус, ние го преведовме како Каде е Горан, повторно одеше на медиумите како бесплатно емитување, со цел, значи, да се сврти вниманието кон тоа дека овој софтвер постои и ние сите можеме да го симнеме на нашите компјутери и можеме да ја исконтролираме на некој начин содржината до која што достапуваат нашите деца. Сега,
она што го правиме во моментов и што очекуваме да го завршиме до крајот на годината. Најпред морам да кажам дека кога ја подготвувавме програмата за работа на агенцијата за 2016 година, знаевме дека ќе имаме избори во првата половина од годината. Тоа за нас значи еден екстензивен процес на мониторинг во кој што буквално сите сме ангажирани, така што сите други активности ги поместивме за втората половина на годината. Штом заврши, нели, онака како што заврши тој пролетен период на мониторинг, се зафативме најпрво со тоа, нели, целата оваа процедура околу јавната набавка за медиумската писменост. Следното што го направивме, вториот спот за Јове, вториот дел од неговата авантура, тоа се вика За свесноста. Исто така повторно го прилагодивме на македонски јазик и фактички ние, доколку немавме нови избори, денеска на денешниот ден, бидејќи во моментов се држи и јавен состанок во агенцијата, ќе го промовиравме тој спот, ама работата, нели, пак е таква каква што е. Ние мораме да работиме својата работа давајќи примат, за жал, во моментот на она од што најмногу се очекува во моментот од нас. Значи, вториот спот за Јове е направен, а вчера што туку добив информација од ЕАВИ дека имаат и трет спот. Вториот, значи, е за свесноста, третиот е за следењето, како не следат преку медиумите, како ги добиваат информациите за нас на медиумите. Уште една работа која што е направена, а е допрена, е завршено истражувањето за родот во медиумите, кое што веќе традиционално го работиме од 2012 година наваму. Понатаму, во рамките на спроведувањето на програмата за обезбедување достапност до медиумите за лицата со сетилна попреченост, изработивме и истражување кое што е во завршна фаза за тоа што се нуди од страна на телевизиите за овие личности и кои се потребите преку интервјуа со организациите на лицата со сетилна попреченост, значи кои се нивните потреби. Исто така, она што го подготвуваме и што велам во август сите тие работи моравме да ги запреме затоа што почнахме со нов циклус на мониторинг на изборен процес, е едно брошура, буклет или да го потреба можеби најмакедонскиот збор книжка една во која што онака како што ја замисливме е дека на DVD ќе ги снимиме сите спотови за Јове кои што ги имаме досега. Кон тоа на самата горица ќе приклучиме неколку информации, готова сум. Неколку информации за најбитните прашања за медиумска писменост, значи што е медиумска писменост, за кого е важна, зошто е важна и така натаму, ќе ги дадеме на Бирото за образование, за развој на образованието и Министерството за образование, да добиеме од нив согласности да ги испратиме до училиштата. И сето ова ќе го реализираме штом завршат изборите, што значи на крајот на 2016 година. Благодарам.